Почитувани представници на медиумите, живееме во еден исклучително предизвикувачки период, кога светот и Македонија ја преживуваат една од најголемите општествени економски кризи. Нашите граѓани секојдневно губат работни места, голем број дејности се соочуваат со неверојатни тешкоти, се повеќе компании се на границите на нивната ликвидност. А стотици семејства и поединци не успеваат да обезбедат минимум финансиски средства за свој опстанок. И дури се ова е дел од нашата реалност. Наместо реализација на итна државна помош, сведоци сме на театарска представа, исполнета со секојдневни политички игри без граници. Напоменувам дека петиот пакет економска помош од владата до собранието е доставен на 16 февруари. Без оглед на високиот степен на значење, собраниското мнозинство само од ним познати причини, чекаше месец и половина да ги стави законите од тој пакет на дневен ред, а собраниската процедура започна дури на 24 март. 2 месеци од денот кога законите се доставени до законодовниот дом, Собраниската комисија за финансии и буџет, предводена од ВМРО-ДПМН, во првиот возможен момент ги создаде неопходните услови успешно да започне и заврши комисиската расправа. Но мнозинството повторно не закажува пленарна седница. Истовремено би сакал да ја повторам и нашата констатација веќе искажана во неколку наврати, дека овој пакет економски мерки е недоволен и дека е изготвен без соодветна и доволна консултација со видни експерти и повеќето од засегнатите страни. Во текот на комисиската расправа пратениците од ВМРО-ДПМН предлагаа да се предвиди директна поддршка за компаниите и граѓаните, не само за месеците февруари и март, туку и за април и мај. Истовремено поднесувавме уште неколку конкретни амандмани, меѓу кои побаравме и помошта која се дава на компаниите да биде неповратна. Морам да нагласам дека сите амандмани предложени од опозицијата беа одбиени. Со оглед на заедничкиот јавно прокламиран заклучок на сите парламентарни партии, дека е потребно што е можно поскоро да бидат усвоени законите кои се однесуваат на економските мерки, уште еднаш го повикуваме парламентарното мнозинство на разумно, државничко, одговорно и ефикасно действување. Во наведената насока апелираме уште денес да се закаже собраниска седница на која конечно петиот пакет економски мерки ќе стане реалност. Со таквиот чекор не само што ќе исполниме нашата пратеничка обврска за рационално и ефикасно действување, туку истовремено ќе да кажеме дека на најсоодветен начин работиме во најнепосреден интерес на граѓаните кои безрезервно ни ја дале нивната доверба да ги представуваме во овој дом. Дали има некој прашање? Муцунски, каде запна работала? Сега, окей, вчера на комисија помина, меѓутоа, очигледно, да, го повикувате мнозинството, меѓутоа, очигледно е дека крајниот збор е на собранискиот спикер Џафери. Вчерашната координативна средба досна попладнето излезе некое малку нејасно соопштение од кабинетот на собранискиот спикер, каде што меѓу другото може да се заклучи дека имало некој недоразбирање, односно дека ги критикува и пратениците од власта и од опозицијата за многу амандмани. Сега ќе се чека да се продолжи денеска оваа 32 седница и останува отворено прашањето кога ќе се закаже седницата за петиот пакет мерки. Сведоци сме на политички театар, како што реков, на политички игри без граници. И дури се води оваа представа во собранието, граѓани не примеле плата, компании се на рап на обстанок. Јас апсолутно не можам да ја разберам причината, една причина да се даде. Зошто вчера немаше седница, зошто денес не е закажана седница и зошто не знаеме кога ќе се донесе петиот сет економски мерки. Нема деловничко ограничување, создадени се сите формални предуслови и, извинете, ние како да се зафракаваме со граѓаните. Ова е едно срамно однесување кој што го имаме во собранието. Срамно, бидејќи луѓе не можат нормални функции на живот да остварат. Не примиле плата со месеци. И не знам што повеќе треба да се случи за конечно да се закаже таа собраниска седница. Апелирам до граѓаните, апелирам до стопанските комори, апелирам до синдикатите да се обратат до нивните пратеници
и да побараат од нив одговорно однесување, да им пишат порака, да им се обратат преку социјални мрежи, да видиме соопштение од стопанските комори и од синдикатите. Бидејќи сите треба да очекуваме дека ние во собранието сме дојдени да работиме во интерес на граѓаните кои што не пуштили. И ако ние сме пречка, тие граѓани да не примат плата, ако ние сме пречка компаниите да одат во стечај, заради тоа што не испорачуваме помош, кој што патеме ветено од последните 2 месеци, тоа на крајот на денот сме само институција која што служи за театар, а не институција која што испорачува. И затоа е нашиот повик. Ние како пратеничка група, кон овој пакет мерки, ќе повторам, недоволен, требаше поинаку да изгледа, од почетокот сме веројатно еден од ретките субјекти кои што се однесува одговорно. И ќе продолжиме така. И токму во таа насока е овој повик. Одговорноста, они може да си ја бараат меѓу себе си во мнозинството, но мислам дека одговорноста сите, примерно, треба да ја насочиме кон тие за кои што работиме и патем тие кои што плаќаат даноци и заради тоа што тие честни граѓани, тие честни компании плаќаат даноци и ние тука во собранието пријаме плата. На мене ми е апсолутно нејасно како ние сме дојдени во оваа ситуација, затоа ќе повторам. Повикуваме на разумно, одговорно и државничко однесување. За жал, тоа не можеме да го видиме во моментот. Господин Пеевски, како продолжение на истава тема во врска со вчерашната координација, дали беа посочени некакви термини, ако не вчера, не денеска, утре ли, дали наредната среда или вторник, кога е таму веќе закажана нова седница, дали се воопšte некакви термини? И кога мислите, велите тие, мислите на СДС ДУИ или лично на председателот Талат Џафери? Ние како опозиција нудиме термин веднаш. Ние вчера рековме дека пратениците беа во зградата, ние и денес сме подготвени. Ние како опозицијска партија единствено што можеме да направиме е да повикаме на рационално однесување и да кажеме дека не само што ќе обезбедиме кворум, туку и ќе дадеме поддршка во форма на гласање. Обврска е на парламентарно мнозинство да го менаџира работењето во собранието. Ако немаат капацитет да менаџираат носење на закони кои што се насочени кон остварување на примарните функции на државата, тогаш нека се распушти собранието и утре да имаме предвремени парламентарни избори, зашто очигледно нема капацитет да се менаџира во насока на остварување на најосновните функции. Ова е една апсурдна ситуација која што ние имаме сега во собранието. 2 месеци законите стојат, пуштени од владата. Најголем дел од времето, сите знаеме кој ги кочеше законите, де факто ги кочеше парламентарното мнозинство. И сега можеме тука да шириме политичка демагогија, но политичката демагогија и политичкиот театар дали го решава проблемот на граѓаните кои што не примиле плати и проблемот на компаниите кои што не примиле помош. Така да престанеме да го вперуваме прстот и да се однесуваме барем еднаш во ова собрание одговорно. Уште денес да се закаже седница на собранието, уште денес да се изгледа пакетот помош, за да може да се објави во службен весник и да стигне помошта од буџетот таму каде што му е местото, кај граѓаните и кај компаниите. Какви конкретни термини? За жал во овој момент нема најава. Јас единствено што последно имам видено е изјава на словеничкиот министер за надворешни работи, господинот Логар, кој што, ако добро ја прочита, вчера кажа дека таков документ не постои. Значи, ВМРО ДПМН е по однос на овие стратешки прашања секако дека има став во однос на непромена на границите, во однос на заложбите, целокупниот Западен Балкан да биде интегриран во рамките на семејството на НАТО и на Европската Унија, во однос на содржина на некој документ кој што е официјално демантиран, односно, ајде да го гледаме на друга призма, не е потврден
од страна на институциите на Република Словенија, би било некоректно јас да давам коментар. Јас би само кажал дека местото на Западниот Балкан е во Европската Унија, границите треба да останат непроменети во однос на целиот регион, тоа е нашиот став по однос на тие прашање, но истовремено одговорност и на земјите членки на Европската Унија да помогнат во стимулирање на процес на приближување кон членство врз основа на објективни критериуми, врз основа на токму тој вредносен систем кој што се потпира самата Унија во своите основачки документи.